Во наредните денови сообраќајната полиција ќе ги добие брзите тестови за дрога, но се уште не се знае кога сообраќајците ќе почнат да ги користат. Тестовите на плунка ќе детектираат присуство на психоактивни супстанции како ТХЦ-то од марихуаната, кокаин, амфетамин, метамфетамин, морфиум, хероин, екстази, седативи. Одговор полициските службеници ќе добијат за 10 минути. Меѓутоа, се јавува една дилема. Колку овие тестови ќе бидат релевантни со оглед на тоа што овие супстанции остануваат во човековото тело по неколку дена по конзумацијата. Токсиколозите велат дека ќе мора да направат дополнителни конфирматорни тестови за да се утврди дека еден возач на вистина вози под дејство на супстанции. Тоа многу ќе помогне. Да речеме, зимаме плунка, докажуваме присуство, веднаш истиот возач под полициска придружба се носи во првата здравствена институција, каде му се зима биолошки материјал. Најдобро да се земе крв, меѓутоа може да се земе урина, во која што ние ќе одредиме концентрација на опојната дрога. Со тоа можеме да бидеме сигурни дали односниот или соодветниот субјект или возачот е под дејство на опојни дроги. За оваа дилема го прашавме Министерството за внатрешни работи, од каде што велат дека токму конфирматорните тестови ќе бидат тие кои ќе докажат дали едно лице вози под дејство на супстанции или нивното дејство веќе завршило. Тестовите за детекција на присуство на дрога во организмот кои ги набави МВР се прелиминарни тестови со кои се утврдува присуство на психотропни супстанции во организмот. По спроведено брзо тестирање, за анализи со конфирматорен метод неопходни се биолошки примероци како крв и урина. Зависно од тоа дали е сторен прекршок или кривично дело, во постапката може да се вклучи и јавен обвинител кој ќе диктира динамиката за понатамошно постапување, велат од МВР. Чибишев во гостувањето на утринската насител "Ја сакам Македонија" кажа дека постојат посебни услови кои можат да влијаат на тоа како телото се справува со супстанците и за колку време ќе ги исфрли супстанците од него. Има влијание, физичката подготвеност, тежината, полот, имаат влијание врз тоа како соодветниот организам ја прима дрогата и како таа во одредени процеси во организмот се метаболизира и одстранува, се ослободува од организмот. Има влијание. Меѓутоа, земениот кокаин или земената марихуана или земените опијати, тие ќе вртат по организмот најмалку 24 часа, без разлика колкава е тежината, колкава е староста, кој е полот, ќе вртат најмалку 24 часа. МВР во последните законски измени со кои го постави теренот за функционирање на Safe City ги вметна и овие брзи тестови за дрога. Во првата набавка треба да пристигнат 10.000 тестови. Даниел Василев, Сител телевизија.